Агросоветот почнува со повторна работа. Одлуката за негова реафирмација ја донесе владата откако неколку години имало застој во работата. Целта на ова тело е креирање интегрирана политика за земјоделство и рурален развој, како и поширока дебата за прашањата и проблемите од областа на земјоделството и руралниот развој. Од струмичките здруженија велат дека Агросоветот е добредојден за македонскиот аграр, но дека треба правилно да се искористи можноста. Тело ќе биде составено како представници од науката, представници од Министерството и представниците од земјоделието. Што значи, со нивната заедничка комуникација ќе се гради една стратегија како и на кој начин да се гради идејата на нашето земјоделие. Пред се тоа се мисли во самото производство и во пласманот на самите земјоделски производи. Во ситуација на пат на македонското земјоделство и во делот на растителното и во делот на сточарското производство, Велков смета дека потребен е организиран пристап по принципот на тутунопроизводството. Токму овој предизвик ќе биде поставен и пред членовите на Агросоветот. Се повеќе и повеќе површини од земјоделски површини остануваат незасадени со земјоделски култури и сточниот фонд исто така загрижува податокот, пак ќе потенцирам дека и двата сектори, и растителниот и животинскиот и животинското производство намалуваат негативности, а тоа е пред се мислам поради стратегијата што се водеше во нашиот аграр. Знаеме дека во немал случаи Што најмногу би ви помогнало? Мислам дека треба пред се да се има организиран пристап во самото производство. Да се знае колку се произведува, што се произведува и нешто слично што го барат и останатите сектори што е воведено во тутунопроизводството. Тутунопроизводството е гранка, мислам дека ако не се зголемува, мислам дека се држи во тој тоналитет да од година во година не бележи намалување на површините, бидејќи самиот земјоделски производител овде знае која класа по која цена ќе го даде својот производ, не само по која класа по која цена ќе го даде производ, туку и колку количина може да продаде. Агросоветот ќе го води министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во него членуваат по еден представник од трите најголеми национални здруженија на земјоделски производители по број на членови, по еден представник од двете најголеми здруженија на преработувачи, по еден представник од стопанските комори, по еден представник од високообразовните и научните институции од областа на земјоделството, по еден представник од Здруженијето на потрошувачи, од Здруженијето на единици на локална самоуправа и од Здруженијата за заштита на животната средина и Здруженијето основано за унапредување на руралниот туризам.